Добар и убав ден, драги мои, и добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме превкусни сотирани тиквички со јогурт, макдонос и горгонзола. Ке направиме една превкусна паста со пилешко месо и со печурки и една крцкава салата со ајсберг и со пченка. Бидете со нас, затоа што веднаш почнува. Денеска, драги мои, ќе направам 3 едноставни, лесни, меѓутоа многу вкусни јадења. Имам за предјадење тиквица, која ќе ја исечам на коцки, ќе ја испржам, ќе ја зачинам со сол, бибер, лукче, ќе додадам горгонзола, јогурт и павлака во незе и секако сецкан макдонос. Главното јадење денеска ќе биде една многу вкусна паста со пилешко месо и со печурки, како што е буковката. Меѓутоа можете вие да додадете по ваш вкус и други печурки, како шампињони, вргањ и така натаму. Јас и со вргањ би ја направил, затоа што, верували или не, вргањот е кралот на печурките. Тартуфот е тартуф, меѓутоа, кога станува збор за вкус, вргањот е незаменлив. Тавчето е на оган, водата за пастата си крчка полека. Како и секојаш, така и сега една полна лажичка сол, затоа што мора да биде солена и пастата да биде солена, нели? Ако додадеме после, пастата нема да биде солена. Тиквицата ќе ја исечеме на половина и на коцки. Ќе додадеме масло и ќе додадам путер. Не брзајте, уживајте додека готвите, затоа што така најдобро ќе се чувствувате. Ако брзате, ако готвите без желба, верувајте, јадењето нема да испадне како што треба. Затоа, секогаш полека, со вистинско уживање и со многу големо внимание. Тиквицата ја има сега во текот на целата година и можеме да ја сготвиме на 101 начин. Ова ќе биде сосема доволно, овие 2 тиквички. Ставете ги, испржете ги, меѓутоа не многу долго време. Треба само да добијат малце боја, да омекнат, а да задржат нивната структура. Ајде сега во тавчето, кое е загреано, да додадеме масло и пилешкото месо. Убаво ќе го измиете, ќе го исушите и ќе го исечеме на крупни коцки или пак на ленти. Кој како сака, секако е убаво. Пилешкото месо е многу здраво, има многу чист протеин, нема многу маснотија, многу луѓе го користат и едноставно во секој наш дом има постојано пилешко месо. Меѓутоа, кога станува збор за пилешко месо, јас печено пиле почитувам повеќе од се друго. Сакам и крилца всушност кога сме со друштво. Меѓутоа, кога станува збор за пилешко, кој што кажав, за мене нема ништо поубаво од печено пиленце. И ако го испечеме онака како што треба да крцка кожата, има да биде за мерак. Еве го мефцето е готово. Не знам дали имате гледано емисијата кога печев пиле на 80 цезусови степени 2,5 часа на решетка во Рерна. Многу интересен начин на приготвување на пиле. Ако случајно ја немате гледано,
на нашиот канал на YouTube ги имате сите емисии и можете да ги гледате колку сакате, напред, назад, како вас ви е убаво, едноставно ќе го видите начинот како најдобро и највкусно да зготвите храната за вас и за вашите најдраги. Ајде сега да зачинам. Пилешкото месо ќе го обработам, ќе го испржам и ќе го трнам на страна. Додека тоа се пржи, веднаш ќе ги сецкам печурките и кромидот. Ајде ќе почнем од печурките. Печурките одбрав буковка затоа што едноставно е многу убава и вкусна печурка, меѓутоа не е многу искористена овдека кај нас. Англичаните ја нарекуваат oysters и буквално ја има во менијата на многу ексклузивни ресторани затоа што ако правилно се обработи, оваа печурка е многу вкусна. Меѓутоа, ако ја утнеме термичката обработка, знае да биде многу тегава и токму поради тоа луѓето многу и не ја сакаат. Поентата е на јака маснотија, многу брзо да испржиме, меѓутоа не многу долго да омекне. Тогаш е сочна и не е воопшто тегава. Иначе тегава е затоа што има многу растителни влакна кои се навистина многу големи. Со брза и јака термичка обработка само ќе омекне и ќе биде идеална за јадење. Да видиме до кај ни се теквичките. Одлично, убава боја добиваат, баш таква каква што треба. Осеќам дека ова денеска ќе биде одлична паста. Една година со мои драги пријатели организиравме тура за саем за туризам и гастрономија во Римини. Најдов на еден штанд кај што имаше огромни долги фрижидери по 6-7 метра и беа полни со вргања. Едноставно за мене таа гледка беше преубава и не можев да не одам кај луѓето кои беа таму презентери, да ги прашам и да им кажам всушност дека јас сум од Македонија и дека кај нас вргањот е најквалитетен и највкусен на светот. Добив многу интересен одговор. Италијаните вргањот го нарекуваат порчини, а човекот што работеше на штандот ми кажа дека токму тој вргањ потекнува од Македонија и дека навистина е еден од најквалитетните на светот. Бев навистина многу среќен. Само што кај нас треба истото тоа да го правиме, да искористиме се што дава природата и сето тоа да го презентираме на секаде низ светот. Затоа што Македонија изобилува со квалитетна почва, Македонија изобилува со многу вода, имаме ветар, имаме сонце, имаме се што ни е потребно. Едноставно, мислам дека ни недостига малку добра организација околу сето тоа. Еве ги печурките, ги исецкав, сега ќе го исецкам и кромидот. Само да ги свртам еднаш тиквиците. Шума. Јас во друго мало тавче за тиквиците ќе пуштам на слаб оган и во тавче ќе додадам малце италијанска горгонзола да се растопи. Во нејзе ќе додадам малце бело вино, колку да се спојат вкусовите и да не се залепи на тавчето без разлика што ова е тефлонско. Кога вакви меки сирења изложуваме на топлина, нормално е малку да се подзалепат и затоа додавам бело вино. Пилешкото месо, ако сакаме да биде вкусно, меко и сочно, не треба да го обработуваме многу долго. Сега, имаме овдека прва термичка обработка, каде што месото ќе добие форма и делумно ќе се обработи, потоа ќе го трнам на страна и ќе го покријам со најлонска фолија. Што се случува? Температурата не дозволува да остане живо, него дополнително обработува. Нели се до оној момент додека јадрото или средината на месото не биде оладено, тоа термички си се обработува и ќе биде многу меко и вкусно. Ајде сега да почнеме со кромидот. Црвен кромид, кисецка многу ситно, едно чешне лук и сето тоа ќе го ставам да се пржи откако ќе го извадам месото. Тиквицата колка е добра.
Сега и ќе ја зачинам, меѓутоа ќе внимавам со солта, затоа што и сирењето е доста солено, нели? Ајде сега месото да го, опа, шуга овака. Да го ставиме сега месото во длабок сад. Опа. А во истиот сад ќе го додадам кромидот, меѓутоа прво ќе додадам малце масло. Ево. Ајде сега водата ќе ја префрлам на поголемиот дел од ринглата. Во водата ќе ги додадам макароните или пенето. Во тиквиците ќе додадам ситно сецкан макдонос, едно чешне лук, ете така. Горгонзолата е веќе растопена. Хубаво мириса. Одлично. Ова сето убаво ќе го измешам. Вие не знаете колку превкусно мириса ова. Кромичето убаво си се испржи заедно со лукот и сега ќе ги додадеме печурките. Сега печурките ќе пуштат од водата, а ја за тоа време јогуртот ќе го ставам во длабок сад. Павлаката ќе ја додадам. Додадам малце макдонос. Малце ситно сецкан власец. Ова убаво ќе го измешам. И сега во едно тавче обично геврече ќе го исечам на жетони или мали парченца. Ќе го ставам да се потпече во рерна на 220 степени. Многу сакам да доручкувам геврек, убав крцкав, со јогурт. Ништо друго не ми треба некојаш. Едноставно уживам во вкусот на геврекот, а посебно го сакам вкусот на печениот сусам. Печурките и кромидот исто така убаво си се испекоа. Јас сега ова го ставам да се потпече. Не повеќе од 10 минути ќе бидат сосема доволно. Сега деглазираме со бело вино. И всушност белото вино, бидејќи е ладно, а тавчето нели многу загреано, ќе го собере целиот вкус. Погледнете оваа убавина. Ќе додадеме малце од водата каде што се макароните. Ќе го додадеме месото. Пилешкото месо го додадов во тавата со печурките. Прво го испрживме добро, па го ставивме во длабок сад, го покривме со најлонска фолија да продолжи термичката обработка и тоа беше втора фаза и сега ова е трета фаза каде што ќе финишираме. Сега ќе додадам и од макароните. Отлично. И дорека тоа убаво полека си крчка,
Јогуртот и павлаката за теквиците се спремни, јас ќе почнам да ја правам салатата. Многу едноставна салата и многу вкусна. Ајде сега да ја направиме и салатата. Ајсберг салата, секогаш прифатена, затоа што е многу крцкава и пред се многу вкусна. Ја кршиме со рака. По незе ќе додадам пченка, црвен кромит, власец, грашок, масло и лимонов сок. Маслиново масло, лимонов сок, малце сол, малце бибер и салатата е готова. Едноставно, лесно, а премногу свежо, крцкаво и вкусно. Еве ги и жетоните од геврекот се готови. Веднаш одам да ги земам. Тоа е тоа. Еве ги, погледнете колку убаво се испекува и станаа криспи. Ке крцкаат. Сега кога ќе се оладат, ќе ги додадеме само во теквиците. Одлично. Пастата е готова. На крај ќе додадеме крем за готвење. Сега нежно нека прокрчка. Кажете им на сите по дома нека се спремат, затоа што за помалку од 10 минути седнуваме вистински да уживаме во храна сготвена со цело внимание и со голем кејф. Ајде сега да сервираме. Прво да ја измешам салатата. Салатата ќе ја ставиме во долгонавеста чинија. Дозгора ќе додадеме малку ситно сеткан власец. Само полека, погледнете. Оф. Сега ќе соберам ова што е тука. Јас сум веќе гладен, драги мои, искрено да ви кажам. Класично и тука малце ќе ставиме од власецот, како мириса убаво. Теквиците со горгонзола ставете ги во една долга чинија. Наредете од подпечените жетони од геврекот. И додајте од јогуртот и киселата павлака. Ово ставете го за оној што сака дополнително да си додаде. И, драги мои, едноставно, лесно, вкусно, крцкаво, печурките и месото идеална комбинација, а теквиците пржени со додаток на горгонзола и чипс или жетони подпечени со геврек и павлака. Идеална комбинација. Уживајте и секогаш
гответе со многу позитивна енергија и многу љубов. Три комбинации, едноставни, лесни за припрема и многу вкусни. Сотирани тиквички, паста со пилешко месо и печурки и свежа крцкава салата со ајсберг и со пченка. Вистинско задоволство. Вистински уживавме во вкусот на денешните три јадења, а се надевам дека и вие ќе уживате кога ќе ги направите дома за вас и за вашите најдраги. Тоа беше се за денеска, драги мои. Да не заборавам, посетете нашата веб-продавница 4сезони.мк и одберете се што ви е потребно за да бидете вистински виртуоз во вашата кујна. Голем поздрав и до моите пријатели од Гурмат Мес Атанасовски во населба Аеродром и секако специјалистичкиот Центар за медицина и физикална терапија ПЗУ Ива Беланова, која се грижи за мене, постојано да бидам во одлична форма. Имајте добра и пријатна вечер и се гледаме утре.